Добро. Благодарам. Нека види јавноста какво е нивото на премиерот. Ајде. Кога зборуваме за снимки, има една друга снимка, господине Ковачевски. Снимката од вас во Народниот театар, проект на Скопје 2014. Радосен, возбуден, позади Никола Груевски, дава аплауз кога бил директор на Телеком, токму кога тие директори ги именувала тогашната влада на ВМРО ДПМН. Во врска за лекциите за фотонапонските или обновливите извори на енергија, сакам пред целата македонска јавност да ви одадам признание за држање на лекција како се доделува државно земјиште по цена од 70 денари на сопствената сопруга за отварање и реактивирање во ваквиот бизнис на обновливи извори на енергија и како се зголемува личното семено финансиско портфолио. И како што со оглед дека ова Топшоп влада, рекламите од Топшоп, и тоа не е се. Товарањето на компанијата на сопствениот кум Pixel Group, од која што непосредно пред изборите вие сте излегле, а која што па уште непосредно кога го добивте мандатот, а бевте член на владата, сте доделиле над 250.000 евра неповратна државна помош. За ова можам да ви оддадам признание, бидејќи знаете како додека сте на вас да го зголемите личното семено финансиско портфолио. Исто така, господине Ковачевски, повторно избегавте и не одговоривте на прашањето. Сабајле, вашиот вице-премиер на национална телевизија кажа дека ќе има зголемување на цената на струјата по основ на данок на додадена вредност од 8%, бидејќи се менува основицата од 10 на 18%, но тоа немало да се дозволи да удри по джебот на граѓаните ради ефтината тарифа. Господине Ковачевски, повторно излажавте, затоа што тука пред мене имам една табела, каде што укажува на 1 јануари дека цената на ефтината тарифа на струја се зголемила од 0,61 денар на киловат час на 1,31 денар на киловат час. Така да бидете сериозен, одговарајте на прашањата сериозно, немојте да бидете нервозен, затоа што секој еден од нас потоа ќе има последици согласно постапките кои што ги прави додека е на функција. Така да навистина можам да кажам дека започита е взаемна, не знам кој ве насади, не знам кој ве насанка, но господине Ковачевски, како што сте тргнале и работите кои што вие ги правите, можам да констатирам дека со одговорноста ќе завршите полошо него било кој премиер претходно, заради тоа што некој ве тера за ден повеќе на власт да ги правите овие работи кои што никако не кореспондираат со ниту една законска норма во Република Македонија. Благодарам.